Почитувани, по Вардариште, пожарот на Дрисла ги докречи жителите на Скопје. Ова е најдобар доказ за неодговорното и неспособно управување на ВМРО-ДПМН со градот. 4 години немаат никакво системско решение за управување со отпадот, додека ризикот по здравјето на скопјани расте секој ден. Наместо конкретни мерки, добиваме само популизам и празни ветувања. Додека градот се гуши во ѓубре и чад, тие одржуваат пресконференции за нереални фестивали, паркови на контаминирано земјиште за ефтини партиски поени. Но град не се води со флоскули. Орце Георгиевски веќе со денови се крие и одбегнува соочување со граѓаните. Дали навистина мисли дека може да управува со Скопје со нереални ветувања? Проекти како Парк на Вардариште се класичен пример за краткорочен популизам кој не допира до суштината на проблемот. Вардариште и Дрисла станаа символ на хаосот во управување со отпадот. Хаос што ВМРО-ДПМН не знае, не може и не сака да го реши. Мојот план е јасен. СДСМ има конкретно и одржливо решение за Вардариште и за управување со отпадот во Скопје. Итно оградување и заштита на просторот на Вардариште со контролиран пристап исклучиво за службите на комунална хигиена. Воспоставување 24-часовен физичко обезбедување за спречување пожари и вандализам. На среден и долг рок изградба на нова претоварна станица според европски стандарди како дел од систем за целосно управување со отпад, од собирање преку селекција до финално депонирање во Дрисла. Безбедноста, деконтаминацијата и изградбата на модерен систем се клучни за долгорочно решение. Го повикавам уште еднаш Орце Георгиевски на јавно соочување. Ајде да им покажеме на скопјани кој има реална визија и план. Овој проблем не бара популизам, туку одговорност и работа. Здравјето на граѓаните мора да биде приоритет број 1.